Добре дојдовте во подкаст Прангов, место каде што разговорите се вистински, луѓето се интересни и секоја приказна вреди да се слушне. Пред да започнеме, јас би сакала да упатам голема благодарност до нашите пријатели. Flux Cafe Premium, идеалното место за кафе средби, каде секој голтај те инспирира за нов разговор. Тато студио Оскар, уметност врз кожа, приказни без зборови, ако сакаш нешто што ќе те краси цел живот. After Ink, местото каде што мирисот на кафе се меша со уметноста, креативноста и добриот муабет. Пред тетоважа за малку храброст, после тетоважа за заслужен одмор. MediaPoint, твојот партнер за дигиталниот свет. Добрата содржина заслужува добра платформа. Infinity Barber Studio, кога сакаш да имаш фризура достојна за шампиони. Што се случува кога правникот ќе го замени судот со микрофон? Дали правдата и музиката можат да одат рака под рака? Во новата епизода гостин ни е Дамјан Стојменовски, млад уметник кој успеал да спои две наведум сосема различни професии. Добре дојде, Дамјан. Добро ве најдов. Пред се ви благодарам на поканата. Многу ми е мило што сум овде, што ме поканивте да бидам гостин на овој подкаст и поздрав до сите гледачи кои што не гледаат. Ти благодариме, Дамјан, што си тука со нас и на нас ни е многу мило. Пред да започнеме, ајде да предпоставувам. Сите од нашата публика те познаваат, знаат кој е Дамјан, но кој е Дамјан кога камерите ќе се исклучат? Па, Дамјан е еден сосема нормален човек како и сите, кој што сака да пее, да глуми, да учи, да се дружи со пријателите, да излегува, да спортува, најнормален, обичен човек. Какво дете беше Дамјан? Весело дете кое што сакаше многу да пее, да глуми, да се игра со пријателите, да прави глупости, нели? Нормално кога сме деца сите знаеме да направиме различни работи кои што нели тие се детски, мама генерално бев весело, спонтано дете кое што сакаше да пее. Значи ти од мали нозе го сакаш пеењето. Кога ти беше пресудниот момент кога си кажа дека пеењето не сакаш да ти биде како хоби, туку сакаш професионално да се занимаваш? Па кога почнав да ги снимам нели првите песни, јас на почетокот, не знам колку луѓето знаат, прво глумев. Да, на училишни приредби, наставничката Сања ми го откри, тој талент и ме поддржа, поздрав до неа, веројатно не гледа. И така на почетоците глумев на училишни приредби, на различни представи и некако после тоа спонтано почнав и да пеам и нели после тоа почнав да идам по надпревари, по фестивали и да ги снимам и моите први песни. Кога ја сними твојата прва песна? Мислам дека 2021 година или? Да, мислам дека 2021 Те губам. Те губам. Да, беше емотивна балада, нормално првенче, кој што излезе нели со видео запис на тогаш, не знам, пред 4-5 години така нешто снимив песната, после ја објавив после една година, пошто ми требаше нели време да смислам концепт за спот каде ќе се снима и окей, задоволен сум, дојме моето првенче ми е една од омилените песни. Зашто сонуваше кога имаше 10 години? Прво сакав да бидам наставник во училиште, да, но работите се променија и сега нели се занимавам со пеење и со мислам завршив, магистрирав на правниот факултет и моментално работам во адвокатска канцеларија каде што го усовршувам и тој дел. Дали то, пример, кога како мал замислуваше дека еден ден ќе бидеш познат? Па ја не можам да кажам дека сум познат, јас сум само еден човек кој што твори музика, пее, снима спотови, прави, не се доживам дека сум познат. Дали сум се замислувал? Па нормално, да. Кога бев дете често дали ќе пеев со дезодорант, со некои такви предмети кои што ми беа како микрофони, што од дете ми е тоа некако вродено. Генерално да пеам, да глумам на сцена и така натаму. Ја би рекла, кога човек се занимава со јавна професија, веќе е познат на публиката, така да ти пак по некаков начин па да, по некаков начин те знае. Да.
Во таа смисла. Кој прв ти кажа дека имаш талент за музика? Кој ти го откри талентот за музика? Дали твоите дома или самиот ти или пак некој наставник или наставничка во училиште можеби? Па некако сам го открив. Имаше нели реакција од публика на почетокот, и супер пееш, убаво пееш, треба да се занимаваш со тоа, и некако почнав уште од дете тоа да го градам, да земам часови за пеење, да се усавршувам околу пеењето, и така некако настана спонтано. Кој беше твојот прв јавен настап? Мислам дека на приредба тука во салата во Свети Кирил и Методи во училиште. На колку години? Па 13 или 14 мислам дека да. А професионален настап? Професионален, веројатно на некој фестивал, сега не се сеќавам точно на кој, ама веројатно, не, мислам дека на Звездичките на Гранд во Белград ми беше првиот професионален настап. Да, ти имаш учествувано и на колку години имаше? 15 години. Да, 15. Кој беше моментот кога свати дека музиката нема да ти биде хоби? Па сега за сега уште ми е хоби, затоа што нели си имам друга професија која што моментално ја градам. Од пеењево се уште не заработувам толку, туку ми е како хоби, сакам да снимам, да пеам, да објавувам, ама се уште не ми е професија со која што активно се занимавам, но здравие во иднина мислам дека и ќе биде. Колку беше тешко да се пробиеш на македонската сцена, да бидеш виден? Па не мислам ја дека сум се уште нешто пробиен, но треба доста труд, откажување од многу работи, немаш многу слободно време, постојано треба да вадиш нешто ново, да снимаш, а тоа се доста активни сати поминати во студио, каде што нормално одзема многу време, треба многу труд, многу енергија, и сето тоа треба да се вклопи за на крајот целиот пакет и проект да испадне онака како што треба. На вистина си многу скромен. Леле, скромен си, не сум познат, не сум виден, не сум вака. Браво! Не се доживувам така едноставно, затоа. Треба да почнеш, ако сакаш да достигнеш некакви, јас барем така се водам, ако сакам да постигнам нешто големо, треба да го замислувам дека веќе се има случајно. Бидејќи ти го манифестираш по тој начин. Барем според мене така ми се мине редат коцките. Имаше ли некаков момент од твојот живот кога сакаше да се откажеш од пеењето? Да, нормално дека имало такви моменти, но никогаш не сум размислувал сериозно да се откажам од тоа. Нормално имало секакви коментари и критики, но реално тие не ме допираат, знам што сакам, знам што правам и целам кон тоа. Дали на самиот почеток, кога започна да пееш и кога добиваше некакви пример негативни коментари, како се носеше со тоа? Дали некаков имаш добиено некаков негативен коментар што ти има погодено? Нормално сум бил тогаш дете и нормално луѓето си зборат, имало секакви видови на коментари, не знаеш да пееш, вака е, онака, но реално тогаш како дете ме погодувале, но сега од оваа дистанца дури сум им благодарен, затоа што на еден начин тие ме поттикнали, ме мотивирале да работам уште повеќе на тоа што го сакам. Негативните коментари не влијаат толку лошо, толку повеќе ми се мотивирачки. Мотивирачки, да, реално. Која е најголемата жртва што си ја направил за кариерата? Па тоа откажување од многу моменти генерално, кога треба да, не знам, имаш некои битни моменти, да поминеш со семејството, фамилијата, а ти например ќе бидеш во студио или ќе договараш снимање, затоа што позади тие проекти има многу труд, треба многу време сето тоа да се склопи околу песните, нели правење на музика, текстови, аранжмански сето тоа да изгледа како што треба. За една песна да се направи треба доста време и за спотовите да се организира, каде ќе се снима, кој ќе учествува, кој ќе го снима спотот, каде ќе се снима спотот, и сето тоа одзема доста многу време и многу е стресно, искрено. Да, реално таа професија не е баш и лесна. Да. Публиката само го гледа готовиот производ, а не знае што има, што стои за процесот. Што стои се за да се добие тој пакет на крај што се добива. Така. Дали има нешто што луѓето мислат за тебе, ама е целосно погрешно? Па има генерално, не знам, мисля дека сум дигнат.
тие што не ме знаат. А отпосле кога ќе ме запознаат, гледа дека сум најнормален. Ми се случувало така и за време на студирањето, за време на средношколските денови, да мисля дека не се прави моабет со мене или дека премногу летам во облаци, апсолутно после тоа кога ќе ме запознаат го менуваат мислењето. Па да, и на јас така на прв впечаток. Стварно? Така делуваш, да, реално, да, дека се прави муабет со тебе, ама Не, реално нема кога те врска. Ама никогаш и тоа е добро така да се остава таков впечаток. Некој гард, не знам Да. зашто оставам таков впечаток, ама не е Да. така. Секој што ме запознал, после тоа го сменил мислењето. Па еве го Може така го изгледа, менувам и јас да. сега, да. Колку е тешко да имаш приватност кога се занимаваш еве со јавна професија, во твојот случај со пеењето? Добро, тоа на еден начин треба да го хендлаш. Генерално публиката ќе знае толку колку што ти ќе им дадеш и колку што ти ќе им представиш, а генерално си ја држам приватноста за себе, тоа што сакам го објавувам, Така. им го давам на луѓето, другото си го зачувам за себе. Дали љубовта ти помогнала или ти одмогнала во твојата Па кариера? ми помогнала. Ти Ми помогнала? помогнала, да. А дали што најмногу цениш кај една жена? Па Еве, искреност и лојалност, тоа ми е најбитно. Да биде искрена и да биде лојална. Дали некогаш си бил скршен од љубов? М? Дали некогаш, еве, таа скршеност може би ти била инспирација за некоја од твоите 4 песни што ги имаш? Па имало, да. Имало? Имало, да. Тоа е нормално. Да. А кога би можел да вратиш еден момент од твојот живот, кој би бил тој момент? А детството би си го вратил. Детството? Затоа што кога сме деца немаме никаква одговорност, одговорноста ни е на родителите. Да. А сега нели кога сме во повозрастни години, сами си превзимаме одговорност своите постапки и сами си ги носиме последиците. Така е. Од што најмногу се плашиш во животот? Од што се плашам? Па да не ги изгубам блиските лица, односно семејството, пријателите. Не сакам да ги губам луѓето, генерално тие што ми се блиски и тие што ми се не знам, блиски, фамилија, семејство, со тие што се дружам, што поминувам време, од тоа се плашам да не ги изгубам луѓето. Кој е најтешкиот период кој што си го имал низ животот? Дали постои таков? Па сум имал тешки периоди, ама сега да кажам еден не знам точно, веројатно ајде ќе го кажам кога почував средно, пошто учев нели во Скопје и тој период на прва година кога си отидов од тука, кога запознав таму други луѓе, нова средина и затоа треба да се нели да се адаптираш и еве можам да кажам дека тој ми бил така на почеток тежок период. Нова средина, нови луѓе и тоа не си веќе дома. Нормално е. Да, нова средина, Да, се тоа. Можам сите да кажам сме дека така. тој период ми бил така, ајде, потежок. Сега ајде малку да преминеме на некакви кратки прашања или, па после ќе продолжиме и за нешто друго. Кафе или чај? Кафе. Кошарка или фудбал? Кошарка. Кошарка, а така Не пред сум малку љубител кажа на фудбал. на спорт, да, ама кошарка некаде. Кошарка. Тренирав кошарка како дете, ама кратко беше тоа неколку месеци, 4-5. Дневна шема или ноќна шема? Зависи, ама ајде нека биде дневна, Настап на отворено или настап на затворено? на отворено. Голема сцена или мала сцена? Голема. Водка или вино? Вино, бело. Дамјан, колку песни имаш и како се насловите на твоите песни? Моментално имам 4 песни. Те губам, исти сме, водиме и Рингишпил ми е последната сега што ја извадив пред месец дена. Спремам и нова, насловот за сега нема да го откријам. Рингишпил ми е последната балада која што ја снимав. Се снимаше на повеќе локации низ Македонија, Преспа, Прилеп и Скопје. Која работеше песната? Песната музиката е на Јован Василевски, текстот исто на Ивана Карајан, а аранжманот е на Гоце Симоновски. Спотот го снимаше Јован Јанкуловски, како што кажав се снимаше на повеќе локации во Македонија. Станува збор за една емотивна поп балада каде што се пее генерално за љубов која што моментално е изгубена и не постои. Дали би сакал да ни запееш нешто од твојата последна песна да слушнат и нашите гледачи? Кратко. Ајде, рефренот. Може рефренот. Светот ми го вртиш ти ко Рингишпил,
Стигаш како казна, тоа е во твојот стил. Се смееш ко дете, невино и мало, а носиш немири баш ти. Преубаво. Браво. Одлично. Дамјан, ти имаш учествувано на Макфест. Која година учествуваш и со која песна? Почувствав пред 2 години, мислам дека беше 2024 со песната Исти сме. Музиката и текстот се на Гоце Симоновски, а текстот е на Ивана Карен, таа ми е сега многу добра другарка и соработничка со која што работиме заедно, ми пишува текстови и си помагаме за све. Голем поздрав до неа. И таа исто така моментално вади музика и мислам дека ќе биде голема звезда за некој период. Бев на Макфест, да, беше тоа за мене едно многу убаво и добро искуство. Какво чувство имаше тогаш кога застана на таа сцена? Па пред да излезам мислам дека ќе се онесвестев. Нели? Да, Трема? Многу трема имав, да, но кога излегов тоа не се ни осети. Значи, затоа што тремата е присутна пред да излезеш. После тоа кога ќе веќе првиот чекор ќе го направиш на сцената, тоа све поминува. Беше искуство добро затоа што пак голема сцена, многу познати македонски миња настапуваа, се запознав со многу луѓе, продуценти и стварно прво си поминав, се надевам дека ќе идам пак годинава или следна година, ама добро, Макфест е еден од најпознатите и најстарите фестивали кај нас во Македонија. Многу познати музички миња имаат излезено токму од Макфест. Да, ти посакувам, Дамјан, многу среќа. Благодарам. Што би му кажал ти сега на помалиот Дамјан, пример? Па да верува во себе, да биде свој и многу да работи. И дека се што замислил, дека ќе си оствари, дека се што треба ќе си дојде. Да, само да веруваме во себе и се е возможно. А кој е најдобриот совет што си го добил некогаш и од кого? Па сум добила совети од различни луѓе, ама најчесто е да бидам тоа што сум и да бидам свој. Едноставно да го правам тоа што го сакам и да тука ќе ги сечеш. Ај уште ми подстави многу уште нешто прашање. Ајде. Најдобар совет што си го добил? Па да бидам свој и да бидам искрен, да го правам тоа што го сакам. А најголема грешка што ти била во животот? Па сум имал грешки, ама ја не гледам на грешките како да се нешто трагично, туку од грешките учиме сите. Да. Учам ако нешто некогаш сум направил погрешно или не испаднало како што треба или во тој даден момент сум сметал дека е грешка, учам на тоа и после тоа го поправам и во дадени ситуации, во други дадени ситуации постапувам поразлично. 3 збора што најдобро те опишуваат како личност. Упорен, спонтан и не знам, емотивен нека биде. Емотивен. И прашање за крај, што е тоа што Дамјан се уште сака да го постигне, а никој не знае, што му е најголем сон? Па искрено, можеби да представам Македонија на Евровизија еден ден. Вау! И да наполнам арена. Луѓе, тоа ми е пазете што сонувате. Не, реално пазете што сонувате, сонништата се остваруваат. Ја така мислам. Сонувај на големо. А што им препорачал, која е твојата порака до младите? Што сакаш да им кажеш ти? Да веруваат во себе, да го прават тоа што го сакаат, да не слушаат коментари од страна и да бидат своји. Пред да завршиме, јас уште еднаш сакам да упатам голема благодарност до нашите пријатели Flux Cafe Premium, идеалното место за кафе средби, каде секој голтен те инспирира за нов разговор. Тато студио Оскар, уметност врз кожа, приказна без зборови. Ако сакаш нешто што ќе те краси цел живот. Media Point, твојот партнер за дигиталниот свет. Добрата содржина заслужува добра платформа. After, местото каде што мирисот на кафе се меша со уметноста, креативноста и добриот муабет. Пред тетоважа за малку храброст, после тетоважа за заслужен одмор. Infinity Barber Studio, кога сакаш да имаш фризура достојна за шампиони. Се гледаме во следна епизода. Чао! Чао!